Импактот што рускиот напад на Украина го има врз Западен Балкан и како Европската Унија да помогне во справувањето со негативните последици врз регионот, како што се порастот на цените на енергенсите и храната. Ова беше главната причина поради која високиот представник за надворешна и безбедносна политика на Унијата Јосеп Борел ги повика лидерите од регионот на работна вечера во Брисел. Но на одвоените разговори тема биле и отворените билатерални прашања како диалогот меѓу Белград и Приштина, но и блокираните евроинтеграции на Скопје и Тирана поради бугарското вето. Брисел, како што денеска изјавија европски представници, притиска за решение. Продолжуваме да ги поддржуваме Бугарија и Северна Македонија во изнаоѓање заеднички прифатливо решение за отворените билатерални прашања за да се придвижиме кон формален прочеток на пристапните преговори, за кои се надеваме дека ќе се случат што е можно поскоро. Во официјалното соопштение од кабинетот на Борел не се наведуваат детали од разговорите со македонскиот премиер. Ковачевски пак самиот изјави кои му се главните пораки за врвот на Унијата. За Северна Македонија со потпредседателот Борел дискутиравме за потребата од итно отворање на преговорите и одржување на првата меѓувладина конференција меѓу Унијата и Северна Македонија, бидејќи проширувањето на Европската Унија не е само политички процес, туку во поглед на новиот геополитички развој, особено поради војната во Украина, веќе станува и безбедносно прашање во регионот на Западен Балкан. Дебатата за динамиката за проширување на Унијата кон Западен Балкан ќе продолжи в понеделник, кога во Брисел шефовите на европските дипломати во рамките на Советот за надворешни работи ќе дискутираат за ова прашање. Најавено и присуство на министри за надворешни работи од регионот. Дали во јуни ќе има напредок во македонските евроинтеграции ќе зависи од одлуките што ќе ги носи официјална Софија во наредниот период. Впечатокот е дека бугарскиот премиер Кирил Петков е подготвен за компромис. Определба која не ја делат сите коалициски партнери кои се дел од неговата влада. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.